Верувам дека и ве расположуваме малку со оглед на тоа дека веќе се буди онаа празнична новогодишна атмосфера. Меѓутоа, дали е така за сите? Што се случува со децата питачи? Ќе направиме еден продолжен социјален експеримент. Имено знаете дека нашиот Димитар Бабалков буквално беше на улица обидувајќи се да изнуди некој денар од граѓаните, за да видиме колку оние кои што заработуваат на тој начин успеваат да заработат за леп. Меѓутоа, што се случува со оние најневините кои што за жал и на ова магловито време во кое што не можеме буквално ни воздух да земеме од што е загадено, а се постојано на улиците со своите мајки и се разбира помеѓу сите оние автомобили, ризикувајќи го својот живот, без при тоа да бидат должни за едноставно ништо од она што се случува. Зборувам за најмалата категорија на деца питачи кои што се оставени буквално и никој не превзема ништо за нив. Димитар, добро утро, ќе продолжиме приказната, а ти ќе ни дадеш вовет. Добро утро, Елена. Добро утро и до Маријани, а воедно и до сите оние кои ова утро се сутринската програма на Сител телевизија Ја сакам Македонија. Во овој момент или во ова второ вклучување во живо во етерот на програмата на телевизија Сител се јавувам од местото каде што навистина се штитат детските права и се прават сите напори секој дете да има среќен ден, да има среќно детство. Се наоѓам пред меѓаши каде што ќе зборуваме за децата бездомници, за тоа кој се може да им помогне, каде да пријави и како институционално да се реши еднаш за секогаш, доколку тоа е навистина можно во реалноста, а не само на харта, децата бездомници, децата питачи да се згрижат и да имаат нормално и среќно детство како и сите останати, да не бидат на улиците без разлика дали се пеколни температури или температури многу под нулата. Добро утро, велам за Катерина Конеска од првата детска амбасада Меѓашим. Како сте и благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од утринската на Сител Ја сакам Македонија. Добро утро, поздрав до вас и до гледачите на Сител телевизија и благодарност и до вас што редовно ги следите актуелните теми со кои што се соочуваат темите, правата и проблемите со кои се соочуваат децата во Република Македонија. Децата питачи, особено во зимскиот период, се едни од најзасегнатите за кои навистина се залагате пред се и вие, но и институциите кои треба да им помогнат и им помагаат на децата питачи, кои под разни околности се нашлем на тоа ниво од општеството, за жал ке речам. Како да им се помогне на децата питачи, особено во овие периоди од годината, кога утринските температури се спуштаат далеку под нулата, но тоа е случај и во ноќните часови, а како што кажа и Елена, тие и секојдневно го вдишуваат и така загадениот воздух со оглед фактот што немаат каде да се засолнат и за жал немаат топол дом. Помошта и поддршката која што ние сите како граѓани, пред се како професионалци треба да им ја дадеме на децата, треба да биде институционално и структурно, односно треба синхронизирано действување на сите надлежни институции за да им се помогне на овие деца, па нели на останатите деца кои што се соочуваат со било какви проблеми. Тоа подразбира пред се евидентирање и вадење на основните лични документи на овие деца, затоа што дел од нив не се ни евидентирани, значи треба вадење на извод од матична книга на родените, затоа што ова пак понатаму представува пречка во остварување на другите права кои што ги имаат децата. Понатаму ние како организација исто така велиме дека треба да има и вклучување на децата во редовен образовен систем, почнувајќи од најранна возраст, односно уште од предучилишната возраст, затоа што уште во градинките, со нивното вклучување во градинки, децата би стекнале одредени навики, хигиенски навики и слично, што понатаму ќе биде добра основа за полесно да се вклучат и интегрираат во редовниот образовен систем. Исто така, намалувањето на сиромаштијата е еден од главните елементи на каде што треба да се работи во делот на затоа што со сиромаштијата е еден од факторите практично што влијае и овие деца да бидат на улица. Значи помош и поддршка на родителите, на семејствата на овие деца преку мерки одредени за вработување на родителите или пак доколку се утврди дека има злоупотреба на родителското право, понатаму нели институциите постапуваат во делот на тоа дали ќе се одземе родителското право, ќе се
променат во зависност од секоја ситуација и слично. Меѓутоа, ние како професионалци сите треба да действуваме заедно за да им помогнеме на децата, затоа што питачењето е злоупотреба на детскиот труд, експлоатација на децата, пречка на остварување на основните права кои што им припаѓаат. Правото на здрав живот, правото на здравствена заштита, правото на соодветен опстанок, раст и развој, правото и вие во самото прашање, поставивте правото на чист воздух и здрава животна средина, правото на образование и низа на други права кои што на овие деца за жал во голема мера, односно им се прекршени, односно имаме еклатантни кршења на нивните основни права. Исто така како институции треба да бидеме и како професионалци треба да бидеме многу свесни дека овие деца често пати може да влезат и во ланецот на трговија со луѓе, трговија со деца, ланец на трговија со детски органи и така натаму, значи се поголеми потенцијални жртви за истото, што значи треба синхронизирано да се действува. Има мерки и активности кои што се преземаат од страна на надлежните институции и се надеваме дека сето тоа ќе вроди со што поголем број, односно да се намали, односно да немаме воопшто деца питачи на улиците. Значи проблемот не е само колку да се рече дека децата се на улица, не треба да им се дава пари се со цел да се намали нивниот број, него проблемот може да стаса и до таму да имаме трговија за жал со детски органи или трговија со деца која на глобално ниво се повеќе и повеќе засема замав. Колку граѓаните се вклучени во процесот да помогнат децата од улица да се тргнат? Што треба да направи еден граѓанин доколку забележим дали детето без разлика е само во присуство на родител, старател, кога питачи каде да пријави и кои се институции се тие каде што децата ќе бидат заштитени, од кои институции ќе бидат заштитени, откако граѓаните ќе пријават? Накратко, каде граѓаните да пријават доколку забележат злоупотреба на детскиот труд? Секој од нас како граѓанин, кога ќе забележи ваква ситуација, има одговорност и хумана, па и правна, за да ги пријави овие ситуации. Значи може да се пријави во најблискиот центар за социјални работи, во полициските станици, може да пријават и кај нас во детската амбасада Меѓаши, па потоа ние ќе го проследиме до надлежните државни институции. Меѓутоа апел до сите граѓани кога ќе се забележат вакви ситуации да не премолчуваме, туку истите да ги пријавиме до надлежните институции за да може да постапуваат, затоа што секое премолчување или рамнодушност кон ваквите ситуации не прави на некој вид и соучесници во истата ситуација. Јас ви благодарам на овие истрапни информации со оглед временските рамки, ќе ви се заблагодарам и за крај само која е вашата порака, кој е апелот на Меѓаши за да се има среќно детство без разлика дали детето е дете питач или било кое друго дете, која е пораката за среќно детство? Среќно детство на децата треба да им овозможиме ние возрастните. По тука сите ние како професионалци, а пред се како луѓе, како граѓани сме тие кои што треба во секоја ситуација да постапуваме во насока на најдобар интерес на децата, за да можеме да креираме еден подобар свет за нив и да може да живеат секое дете да живее среќно детство. Ви благодарам конеска на овие истрапни информации. Елена и Маријан, јас овде само ќе направам едно сума сумарум на претходно споменатото дека пред се образованието е клучен фактор за да се отстранат децата од улица, што значи тие треба да се запишат во матичните книги на родени, да посетуваат редовна настава, како што по навршување на 18 години би биле конкурентни на пазарот на трудот, со тоа би имале и побезбедна и постабилна иднина и секако живот и добар развој на свое интелектуално ниво. Како што и вие споменавте на почетокот, пред да се вклучиме во живо пред детската амбасада Меѓаши, социјалниот експеримент кој го спроведовме пред 10 дена побуди големи емоции кај многумина, па со тоа се надеваме дека ќе направат се граѓаните за да пријават доколку забележат деца на улица чии детски труд на вистина се експлоатира и тие деца не се заштитени. Студио?
Димитар, уште едно прашање до тебе. На социјалниот експеримент пред неколку дена буквално беше момче кое што пита, момче кое што едноставно е невидливо за граѓаните кои што забрзано се подготвуваат за новогодишните празници. Јас додека ни кажуваш какво беше твоето искуство, би сакал и од режија да замолам да ги погледна тие инсерти, а ти да ни кажеш што мислиш, дали кога човек е така на улица немоќен е и навистина невидлив за општеството? Токму така, Елена. Секој оној кој ќе се најде на улица, без разлика на околностите, тој човек се чувствува навистина загрозен и пред се. Еве вака и ќе го опишам чувството, грдо е чувството кога му пристапуваш на човек, пред се да му кажеш добар ден, тој не те дослушува, само те одминувам, те игнорира со самиот факт што бев облечен во искината и извалкана гардероба и искинати обувки. Одбивноста е голема, но ги има и луѓето чија хуманост се уште владее кај многумина од нас кои оставаат пари, но тоа води до зголемување на децата питачи, нивниот број на улиците. Одбивно е чувството да се биде на улица, но кога ќе се заврши на улица на вистина се станува и немоќен, затоа што сите гледаат од птичја перспектива на тие луѓе, ги гледаат како најмалите во општеството, најмалите велам во наводници, оние најнемокните, оние кои едноставно така треба да живеат, што би прокоментирале многумина од граѓаните. Нека живеат на улица, таму е местото или не. За жал, но институциите ги прават сите напори. Еве и од детската амбасада меѓаш да се намали бројот на деца питачи кои се на улиците, се со цел да имаме голема бројка на деца кои ќе имаат само насмевки на лицето, а не нивното лице да биде декорирано со солси. Димитар, ти благодариме за ова убаво вклучување. Верувам дека пренесовме и убава порака и вака непосредно пред празниците.